Alarmantni podatoci so porastot na lica so diabetes. Samo lani vo Štip mesečno se registrirani po 7 novi pacijenti na insulin. За разлика од минатата година, сега има покачено некаде околу 90 лица, значи бројот е некаде околу 1440 регистрирани на инсулин. Тенденцијата е на зголемување на бројот на лица кои се на инсулинската. Кај лица кои веќе имаат диагностицирано шекерна болест, многу е важно нивото на шекер во крвта да се одржува во константни граници, кои се посакуваните вредности на шекер во крвта кај диабетичари. Кога пациентите го мерат шекерот во домашни услови со помош на глукометар, посакуваните вредности, односно целните вредности за гликемија на гладно, односно шекер во крвта на гладно, се помалку од 7 милимоли на литар, додека вредноста на шекер измерена после јадење, односно 1 до 2 часа после јадење, посакуваме да биде пониско од 10 милимоли на литар. Диабетесот е состојба која трае цел живот, па хигиено-диететскиот режим, односно физичката активност и начинот на исхрана се од клучно значење. Препорачано е физичка активност најмалку од 150 минути неделно, секако во согласност со состојбата на пациентот, односно со можностите на секоја лице. Што се однесува до исхраната, значи лицата кои што имаат диабетес имаат можност да добијат инструкции во Центарот за диабет и листи на кои што точно е прецизирано колкава количина на јаглени хидрати има во една храна, така да со внесување на одреден број на ние велиме јаглени хидратни единици секојдневно во иста количина би обезбедиле нормални вредности, односно постојано константни исти вредности на шекерот во крвта без да има поголема варијабилност. Се во ова беше тема на предавање Квалитетен живот со диабетес што се одржа во Štip во организација на Сдруженијето на диабетичари.